Добар ден, почитувани гледачи на Слободна ТВ во Слободен печат. Подготвивме нова тема, нови разговори, но секако актуелна. Трката за председателската фотелја продолжува. Се очекува почетокот на вториот круг, судиите се спремни. Се чека да почне и парламентарната трка. Во секој случај да видиме што велат стручните лица или оние лица што се задолжени како помина првиот круг за избор на председател. По тој повод го поканив членот на Државната изборна комисија, господинот Оливер Ристовски. Добар ден, господине Ристовски. Добар ден. Интересна председателска трка. Интересно, секогаш е интересно. И секогаш е интересно. Сите избори се Имаме причина да бидеме, така да кажеме, задоволни и како држава, вие и како член на ДИК, односно и како Државна изборна комисија, дека првиот круг за председател, за избор на председател, помина во најдобра состојба и со најдобри оцени. Точно ли ова? Па да, точно е. Точно е. Секојаш ден после изборниот круг, во случајов значи на 25 април, веќе стигна до нас оној првичен извештај што го прави ОПСЕ од ИХР за тоа како поминале изборите, со оглед дека они имаат огромна бројка на наблюдувачи. Дел постојана мисија тука за време на изборите, дел кои доаѓаат само за изборните денови. Можам да кажам дека оценката на нивната оценка, тоа е најрелевантно. Кога се работи за избори, нивната оценка е најрелевантна, е генерално позитивна, особено што истакнува дека Државната изборна комисија ги спровела максимално коректно изборите. Во поглед на состојбата, кога би ги анализирали изборите, не се мисли само на денот кога се случуваат. Вие и како Државна изборна комисија и наблюдувачите како органи го гледаат целиот изборен процес пред почетокот, па дури и после. Дали има во рамките на оваа оцена одредени состојби, како што е, например, ќе ве потсетам пред 10 години, неслободата во медиумите? Какви се состојбите во тој поглед? Дали имаше протежирање на власта? Да, они го следат целиот период. Сушност го следат периодот од распишувањето на изборите. Значи во случајов од 14 февруари, кога се распишаа изборите. Генерално нивната забелешка во однос на изборите на изборниот ден, но и на периодот пред изборниот ден, што е многу посуштински. Прашавте, да, посуштински беше во една насока на можеби некоректното однесување на одредени поединци во самите кампањи. Мислите на така изразено, говор на омраза? Не е кажано дека е директно говор на... Затоа што немаше јавноста таков печаток, имаше омраза, дури... Добро, можеби користени на несоодветни термини, речник, едни спрема други, тоа не е обврска на Државната изборна комисија, ние не се грижиме за тоа е обврска. Не, кога ги кажам медиумите, мислев токму на оној процес кога медиумот застанува отворено на страната на власта. Тоа секогаш го имало или на страната на власта или некогаш на страната на опозицијата, меѓутоа такви забелешки сега во конкретен случај немаше. Немаше. Кога би направиле одредена компаративна анализа на овие председателски избори со претходната, значи претходниот период, исто беа кандидати Пендаровски и Давкова, односно Силјановска, Давкова. Можете ли да направите анализа дека сега сме во подобра позиција како држава кога би правеле споредба за изборите? Да, јас видите, 2019 јас не бев во Државната изборна комисија, избрани сме 2021, овој состав. Да. Меѓутоа, тоа што го имам слушнато од колегите и тоа што го имаме како анализа, овие избори сега председателски беа многу потешки, да кажем. Мој прв пат да имате 7 кандидати. Прво имаме 7 кандидати. Вие кажувате, они останаа во вториот. Тоа се кандидатите кои продолжуваат во вториот круг се сега двајца. Иначе имавме 7 кандидати, тоа е покомплициран процес, вкупно, особено покомплициран и за граѓаните, бидејќи имаат многу понуди сега, тогаш немаше толку понуди. Битката сега беше многу поинтересна него 2019 година. Сакам да кажам, немаше прекршување на законот и сега сакам да преминеме на овој дел. Кога станува збор за прекршување на законот, можете ли приговорите да ги поделите и да ја видиме структурата на овие избори
во поглед на незадоволството на граѓаните и на политичките субјекти? Значи, во однос на приговорите, ние на денот на избори имаме приговори, примаме обично приговори за личното избирачко право. Тоа доколку по некоја случајност ве нема во избирачкиот список од X причини, тие причини се обично на страната на граѓаните, они имале доволно време да направат увид, бидејќи секојдневно они може да направат увид во избирачкиот список, се случувало некогаш да се омажат, оженат, да сменат презиме или да сменат живеалиште, па некои податоци да бидат... Таков тип на проблеми ние ги решивме дента сите. Од кои можеби 80 и нешто 90% се позитивно решени. Граѓаните имаат право да гласаат и сега имаат со истото решение, нема потреба повторно да поднесуваат ништо, ќе гласаат и на 8 мај за двата вида на избори. Што се однесува до другите приговори кои настануваат пост, значи по завршување на изборниот процес, последниот рок истече за резултатите за резултатите, односно за рокот истече во саботата во 19 часот. Јас бев дента на работа, знам дека до кај 16 часот имаше само еден приговор. Така да мислам дека нема да има приговори. Можете да споредите со ние приговори во 2016. Да. И 21 имаше приговори, значи разликата е огромна. Огромна. Разликата е огромна, меѓутоа вака сега тоа е прв круг на председателски. Ние по службена должност дојдовме во состојба да поништиме 3 избирачки места. Односно гласање на 3 избирачки места. Гласањето на сите 3 избирачки места, таму ќе се повтори гласањето. Нема да се повтори затоа што нема влијание. Резултатот тоа се вкупно 700-800 гласачи, ако не се лажам, нема никакво значење ниту за првото, ни за на вториот влез во вториот круг. Така да на стотина и колку илјади гласови, 150.000 гласови нема значење. Фактички тие 3 избирачки места си граѓаните си одат во втор круг директно. Слободно, значи на 8 мај ќе може да гласаат и за вториот круг на председателските и за парламентарните. Во поглед на овие состојби би сакал да ми дадете мислење и оцена дали имаме искуство на забележани прекршување на законот, како што е присуство на униформирани лица, полиција на гласачко место, вршење притисоци во семејни домови, вршење притисоци, агитирање на гласачки места. Дали имавте вакви забелешки од политичките субјекти или од граѓани или од наблюдувачи? Од политичките субјекти немавме никакви забелешки, барем официјално. Ништо не е стигнато до Државната изборна комисија. Имаше по неколку известувања од одредени избирачки места за поголемо присуство на луѓе пред вратата каде што се гласало и слично, меѓутоа без инциденти. Полицијата секако по закон е присутна, само што не е присутна внатре на гласачкото место. Така е. Од објектот нормално заради обезбедување. ОПС и ОДИХР најде дека во одредени избирачки места имало семејно гласање. Така наречено семејно гласање за друг, кога гласате за друг. Што вели вашето искуство или што велат податоците? Тоа е сериозна појава? Тоа се случува скоро во континуитет 30 години. Да, тоа што можеби сега и најмалку. Најмалку, процентот на најмалку. Кога сега би стартувале за неколку дена, кои се оние работи што Државната изборна комисија би ги направила да биде овој процес уште подобар од аспект на изборите? Вие пак мора да работите по законот. Меѓутоа има некои финеси, настапи во медиуми, укажување на политичките субјекти, однесувањето на граѓаните и така натаму. Државната изборна комисија во континуитет и пред изборен процес работи една година, да кажеме, пред, веќе знаеме кога ќе бидат изборите. Работевме напорно на делот да обезбедиме услови за фер и демократски избори. Значи, тука се десетици работи кои мора да се завршат. Гледавме да ги завршиме што порано, за да евентуално коригираме нешто, ако е потребно, откако ќе се распишат изборите. Што сега би направиле? Повидовме неколку работи што се случува сега во првиот
изборен круг, односно денот на председателските избори на 24 април, и во таа насока дадовме одредени сугестии и насоки на нашите тимови, на нашиот сектор и на обучувачите, кои сега ќе имаат една интензивна кампања за обуки, повторно, уште еднаш пред 8 мај, за да потенцираме неколку моменти на кои посебно треба да се обрне внимание на денот на изборите. Во глобала, сето тоа е поврзано со човечкиот фактор. Така. 2021 на локалните беше галамата, не работат апаратите или се испостави дека тоа не е точно. Техниката работи. Так. Техниката работеше скоро совршено овој пат и работеше и тогаш во вториот круг за градоначалничките избори. Човечкиот фактор. Ова прашање ви го поставив како претходница на ова второ прашање што сега сакам да го поставам, а често се има во подконтекстот кога се организираат изборите, а тоа станува збор за безбедноста или сигурноста на гласачите или за она што велиме за спречување на насилство на изборите. Опасноста кога станува збор за Балканот, не сега за Македонија, воопшто генерално секогаш постои. Дали имате индиции во овој изборен процес, сметано од 14 февруари, дека се можни одредени инциденти и случаи на нетрпеливост меѓу политичките актери? Не, така нема ни една анализа што укажува на... Ни една анализа не укажува до сега така на тоа. Ниту пак се случи нешто во првиот изборен круг. Мислам дека од тој аспект проиде многу коректно. Прашањето е дека имаше одредени шпекулации дека вакви тензични состојби се случуваат кај припадниците албанци и кај тие политички субјекти. Нема. Добро, и сега имавме, да речеме, два албански кандидати, нели? Диаметрално спротивставени. Кандидат на позиција и кандидат на опозиција. Може би, не знам дали смеете да го коментирате тоа како член на Државната изборна комисија, меѓутоа јас ќе ве прашам, па вие оградете се. Дали настапот на еден политички субјект пред седиштето на друга политичка партија на денот по завршувањето на председателските избори беше некаква форма на покажување сила или на лечење суета? Не можам да коментирам. Не може да коментирам. Не, се согласувам дека како член на изборна комисија. Меѓутоа, доколку процените дека има некако прекршување на законот, сте должни да постапите. Секако. Зашто тоа не влие сега на изборниот процес, зашто завршил, ама се создава одредена атмосфера. Добро, може да влие на осми, ако се случи. Тоа прашувам се. Бидејќи парламентаристите се поспецифични. Да, може да ги раздвоите овие состојби, затоа што сега ве прашам и како новинар и како социолог, а вие како исклучителен правник, да ги раздвоите тие работи, што значи во правењето кампања да биде на граница во рамките на законот и колку е одредена кампања може да врши нефер притисок врз граѓаните да влијат. Секако дека може да врши нефер. Мислам дека сепак беше во глобала коректна ова и досега тече коректно. Господин Ристовски, не обвинувам ни јас. Јас само се обидам да направиме таа разлика кога луѓето ги погледнаа снимките и кога медиумите јавија, рекоа што се случува. И веројатно нашиот ментален склоп оди во насока да помисли дека сега ќе се случише некој инцидент. Да, може би. Меѓутоа немаме таква. Мислам дека ќе биде се мирно и на 8 мај. Наше е да прашаме, ваше да одговориме, а тие што се учесници во политичкиот процес да се носат целосно одговорно и одговорно да внимаваат. Кога би направиле сега уште една анализа по завршувањето на изборите, кога можеме да очекуваме прогласување на председателскиот кандидат за победник и кога може да очекуваме завршување на парламентарните избори? Значи, вака е сега ситуацијата. На 8 мај се гласа, гласањето завршува во 19 часот. Кај председателските многу полесно имаме два кандидата, многу побрзо ќе ги добиеме резултатите. Денеска се очекува да ги соопштите? Не, завршило е само со... Треба да одам на работа, да видам околу приговорите дали им стигнало нешто до 19 часот. Можно беше да стигнало, ако не стигнало ништо, тоа е тоа што вие го чуте, го знаете, ги знаете бројките, ги објавивте сите медиуми, тие се бројките од првиот круг. Приговорите ќе течат секако и на 8 мај, значи ќе течат вечерта од 19 часот
тоа е среда до петокот до 19 и вториот тип на приговори до саботата до 19. Сега. Мандатот на сегашниот председател завршува на 11 на полноќ. 11 мај. Мај на полноќ. Да. Значи, ако биде севрет, нема приговори, на 12 имаме нов председател. Или нов, стар. Или старо новиот Да, председател. старо, Во секој случај, фактички, Било вие кој од тие две на 12 можности. мај веќе излегувате со информација дека Ние ќе председателските... излеземе и претходно за да може да течат Добро. приговорите. Ај, сега ако има тужби, управен спор, тоа е веќе другата страна на медаљата. Колку По време- нашите приговори, кога ние ќе така, одлучуваме уште по колку- приговорите, по приговорите, уште- таму има 48 часа за тужба, па Така. они 48 часа и тоа е веќе Добро. неколку дена. Меѓутоа, брзо ќе биде. Одредени специфичности со почетокот на парламентарните избори и со нивното завршување. Дали се е завршено во однос на процесот да може 8 мај да тече како што треба? Да, подготовките во Државната изборна комисија ќе завршат целосно, утре негде попладне. Тоа се мисли на овие апаратите за со вчитување да, на податоците во нив. Сега, и за парламентарни, и за председателски, бидејќи има два избирачки списока Сега има во два нив. списока, Ќе мора да има се два раздвојат. списока И во две нив, да. кутии, така да кажеме. Да, И две кутии два, има. и два физички два списока на хартија, Така, така. два списока во апаратот. Тоа ќе го завршиме како процедура пред 1 мај, значи утре попладне, и потоа ги ќе се дистрибуираат во одреден ден, а претходно ние ќе ги дистрибуираме избирачките ливчиња, списоците и слично. И ова прашање Спремни сме. пред крајот на овој разговор сакам да поставам прашање зашто исто е врзано со одредена политика, а пак вие треба да се произнесете и како член на Државна изборна комисија, меѓутоа дали ви влегува во надлежност. Имаше најави за наводен, ќе речем, бидејќи јас не знам дали се точни, дека одреден политички субјект ќе нема да излезе на гласање, наводно со политичка оцена дека тоа ќе биде форма на благ или прикриен бојкот. Видете, мене да ме прашате, секој има право да излезе или да не излезе да гласа. Исто Тоа е право како на првиот. гласач. Вие не влегувате во оваа фаза со агитација или со укажување да не се бојкотира изборниот процес. Не, ние не се мешаме во бојкотирањето или не бојкотирање на изборен Така процес. е. Меѓутоа, Го користам изразот што го кажа- Добро, како Државна изборна комисија имаме нон-стоп Укажување? укажувања, да, Така е. наши укажувања одат како се вика, на телевизија Да, нон-стоп спотови. Спотови, да. каде што кажуваме дека ова е шансата на гласач. Така е. Ова му е шансата. Така. Тоа е 4 Да, години избере гласа, нешто. избере влада, власт, Он- председател. Кај него е сега мојта. Не, прашањето е, затоа викам И политичко. напротив, сугерираме Сугерирате да. Меѓутоа, да мислите искористи- дека да го не може да искористи се правото. случи. Да, не може да се случи тоа. Се е А возможно се е во можно. политиката. Цензусот за председателски во втор круг Сега е е 40. 40%. Да. Тој треба да биде Сега остварен за да обратно се да го избере поставам. председател. Мислите дека ќе се оствари? Мислам дека не, мислам дека ќе си тече се во најдобар ред. Барем моје лично мислење. Така, тоа ми беше поентата, да не навлегуваме во не знам какви теории на заговор, дека граѓаните ќе излезат, ќе си го искористат правото и ќе гласат. Колку Тоа е има нивно вистина ова врзување со парламентарните избори, дека ако не биле врзани, излезноста на председателските избори би била ниска. А не сега беше 49,93 во првиот круг. 50%. 50%. Ако не се лажам, некоја анализа имаше 2019 била 52. 52 беше. За председателски, Така е. така нешто. Значи процентот од прилика е За тука председател некаде. толку. За Да, председател. ризично е државата да не го сменеше цензусот Од 50 на 40. Од 50 на 40. Да, добро, 50 е висок цензус. Висок е, стварно е висок. Реално висок. Сега реално и други не држави гледаат. Да. Меѓутоа веќе сега 40% е сосема она. Ќе ви поставам Околу уште 720 и нешто илјади гласа. Да, јас ги броев околу 800.000 излегува сега. 720 и нешто. Милион 814 се. На парламентарни излегуваат околу 1.100.000 ако не се лажам. Тука е. Тука е границата. Дури и сега излегува некој со анализи дека бројот може да биде поголем, по примерот дека првиот круг за председател би поголем. Не, ви кажувам колку е 40% Помале, кажа. да. А инаку излезноста сега беше еве вие. Излезноста 905.906. Помалку за парламентарни што излегуваат. Сега тука имам едно прашање што често се шпекулира во јавноста, а ќе ве потсетам дека и тогашната опозиција укажуваше на списокот за избори дека 1.800.000
131.000 колку што се да речеме во списокот. 114 за избори, дека наводно тој број со реалната ситуација е 1.500.000. Пак излегува сега бројките дека наводно во државата не се присутни тие луѓе. Може ли да го објасните тој принцип на список и присуство? Луѓето како да не сака да разберат дека не можете да ги избришете тие 300.000. Они се државјани и мора да гласат. Република Македонија со живеалиште во Република Македонија. Тие се и отсуствува во денот на гласање надвор од државата. Може да дојде да гласа. Може да гласа. Може да се пријави во нашите конзуларни представништва да гласа таму. Оваа шпекулација вела дека во Македонија реални гласачи присутни на денот на гласање е 1.500.000. Не знам да ви кажам колку има реално присутни гласачи. Ние гледаме по избирачкиот список. Со последните измени на изборниот законник се ставени и сите лица што на 8 мај полнат 18 години. Значи 18 години ќе наполни. Никој вие како државен Значи прв пат ќе гласа на 8 мај. Еве така да кажам. Не сте ги скратиле со правото. Не, така нормално извади лична карта, пасош и предпоставувам дека грото од населението има заради патување. За крај на овој разговор само уште едно прашање. Дали вашето искуство говори дека би можеле да најдеме некој друг правен механизам да се одвојат овие лица што во моментот не се присутни и да може да се брои процентот на присутни во државата? Или тоа би било кршење на нивните права? Кршење на нивните права секако по согласно овие законски. Да, викам, дали постои правно решение тоа да се најде за да може државата да биде секогаш комотна кога ги организира изборите? Значи, вие сте должни, не по изборен законник, по други закони, сте должни кога напуштате државата повеќе од континуирано, повеќе од 6 месеци или година дена во континуитет, да пријавите дека живеете во друга држава. Во друга држава. А тоа не го прават граѓаните. Сега реални да бидеме овде на Балканот, мислам дека многу слабо се прави. Па добро е сега пријавуваат, ама не Христовски членка на НАТО сме, да се надеваме дека во X година ќе бидеме членка на Европска унија. Тоа е менталитетот. Мора да ги почитуваат законите. Точно. Значи, предпоставувам дека во една Финска нема вакви дубиози или вакви контроверзија, така? Нема најверојатно. Нема, предпоставувам. Мислам дека они немаат потреба толку да одат на друго место да работат. Ау, да, они си се на дома. Обично се оди кај нив за работа, така да. Задоволство ми беше овој разговор да го направиме вака во релаксирана атмосфера, особено што ретко имаме можност како држава и како нација во секој поглед да се пофалиме со изборен процес, дури понекогаш мислам и како новинари, како луѓе, тешко можеме да дојдеме да се насмееме во ваква емисија кога имаме жртви. Добро, сега беше, мислам дека беше супер коректно. Убава поента, ви благодарам за разговорот. Благодарам на вас. Почитувани гледачи, беше ова Оливер Ристовски, член на Државната изборна комисија, со кого ми беше задоволство да го направам овој разговор, особено што се исклучително позитивни оцените за првиот круг од претседателските избори. Очекуваме така да помине и вториот круг и парламентарните избори. Ви благодарам за вниманието.